Возлюбени пријатели, голема е мојата радост и чест во името на поклоничката група од Македонија, која пред месец и половина престојуваше во манастирот на Свети Нектарија Егенски. Тогаш ние го доживеавме чудото да светиот погледна мило и топло со неговите очи од кивотот во малиот параклис на големата црква и при тоа уште поголемо чудо се случило во телото и душата на сестра Елизабета од Тетово, во чија чест и во ова поклоничка патека, благодарение на нејзината волја и желба јавно да сведочи за тоа чудо, и го работам ова видеоклипче. Не може да се опише нејзината радост и благодарност, која сакаше да ја изрази преку мали гестови, преди се со нејзината јавна исповед и благодарење, со прекрасниот букет од кринови и ружи, со благодарење на местата каде што и ги излевала своите солзи во претходното патување, неговиот кревет, пред иконата на Пресвета Богородица, бидејќи ништо не се случува и без нејзино знаење и допуштение. А и пред нејзи испеавме благодарствени песни со химната која што Свети Нектарија напишал пред нејзе. Секако, местото на чудото кое што го доживеавме, ликот кој што е изобразен, горниот капакот, кевотот, каде што се сместени дел од неговите мошти, каде што пеевме акатисни и други благодарствени песни, тој со отворените очи толку живо и топло не погледна да сите леевме солзи од радост. А за многумина тоа беше и чудо, но она што сестра Елизабета го доживеала и сака јавно да го сведочи. Благодарение на тоа чудо таа се исцели од тешка болест, но и духовно воскресна, да биде поттик и повод за сечија душа која страда и боледува, да дојде да се поклони, но и каде и да е Бог и светителите, да принесе топли и благодарствени молитви за здравје и спасение. Во теке Божествената литургија во големиот храм на Свети Нектарија Егенски, но ние тоа го обавивме во горниот храм како прва Божествена литургија. Значи се наоѓаме пред кивотот на Свети Нектарија во неговиот параклис. Стоиме пред местото каде што не благослови светителот за отварање на своите очи. А еве ние сестричката која е една од благословените чуда, исцелувајќи се од болеста, сега жива и здрава, дојде да му благодари за милоста која излеа врз незиното тело и врз незината душа. Сестра Бети, еден поздрав само, благодарност. Благодарност голема до Свети Нектари, што ми услуши молитвите и таа ја добивте благодатта, што ми исцели од најлошиот порок на денешница. Амин. Амин. Со негова помош, со Божја помисла, дојдов тука и дојдов повторно да му се заблагодарам. Сите некако сите болни од канцер нека го почувствуваат тоа чувство што јас го почувствував. Толку се гледа по твоето лице. Амин. Амин. На сите. Амин. Свети Нектари нека ги слушне молитвите. На сите нека ги услуши. На сите години, на сите деца, на сите болни што се од канцер. Амин. Значи, ова е градината кај што он се шетал. Ој, што е добро. Се е духот негов тука?
Свети Нектарија не гледа и не слуша. Знае дека му благодариме за сите убавини. Што е добро. Ај, милиот наш. Оче Нектарија, моли го Бога за нас грешните. Ти благодариме, од се срце ти благодариме. Ти одовде си ја гледал и природата, и небото, и душите на луѓето. Еве ние сестричката која што ни ја исцели. Силно благодарни сите. Моли се за нас грешните. Значи сега се наоѓаме пред гробот на Свети Нектарија. Значи пред непол месец и нешто бевме да се поклониме и доживеавме едно благословено чудо. Тој со очите не погледна помилува. Тие очи, тој благослов беа посебни за сестра Бетка Елисавета. Значи, таа после нашето поклонение и направените прегледи, компјутер и други крвни претраги, дури биопсија на градата, немаше никакво присуство на карцином клетките. Еве и сестричката сама дојде, благодарност да му принесе на Свети Нектарија. Оставивме едно огромно цвеќе таму пред неговата глава, а овде ти си оставиме благодарност. Од срце и душ кажи, сестричко, нешто за гледачиве. Препорачувам на сите да дојдат, да го посетат ова свето место, да ја осетат благодата што ја осетив кога се вратив за Македонија со исцелението на Свети Нектари. Така. Како се чувствуваше кога ги доби резултатите? Прво на Свети Нектари помислив. Да. Какво е чувството да организамот да нема нешто што не претрпело ни терапија, ни ништо? Неопишиво е. Таа блажена состојба и тоа чувство е за убаво, никој да не го мислим, секој да го доживи, ама за убави работи. Така. Да, ама и за исцеление од болести. Да. Така. Да му го отвори секој срцето. Да, и патот до Свети Нектари Егински, како мене што ми го отвори толку брго, јас имав некоја посебна замисла за која реков кога ќе даде Бог тогаш, ама толку брго беше таа реакција. Значи, за неполно кратко време јас си дојдов на Свети Нектари. Така, диагнозата ти беше? Канцер на дебело црево 3 степен. Значи ти имаше оперативен захват? Захват, хемотерапија имав одбиено, со алтернативни методи, и со молитва и со исцеление на Свети Нектари. Правиот лек бил овде? Нектари Егински. Светителот Нектари. Слава му на Бог. Слава му на Бога, кој многу го почитувам, го сакам во срце подмај. Ние сите му благодариме и дај Боже уште многу исцеление да ја почувствуваат това благодат, да дојдат и да си го исцелат телото. Така. Амин. Амин.